Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Македонија меѓу најдобрите 30 економии во светот според најновата анализа на Фич. Општина Чашка почнува да го искористува водниот потенцијал. 6 мали хидроцентрали ќе се градат на Тополка. Заврши вториот пливачки маратон на езеро Младост. Сите пливачи успешно стигнаа до целта. Општина Чашка почнува да го искористува водниот потенцијал. 6 мали хидроцентрали ќе се градат на Тополка. Првите киловати на произведена така наречена зелена електрична енергија според планот треба да бидат произведени за 3 години. На реката Тополка ќе се градат 6 мали хидроцентрали. Започнува процесот на искористување на водниот ресурс во општина Чашка. Во моментов на една локација инвеститорот работи на пробивање на пат до местото каде ќе ја гради првата од планираните 3 централи. Првите киловати на произведена така наречена зелена електрична енергија, според планот, треба да бидат произведени за 3 години. Бенефит покрај државниот енергетски систем ќе има и локалната самоуправа. Општина Чашка ќе има голема придобивка и од концесиите кои ќе се добиваат за изградба на истата, исто така во иднина ќе има и вработување кои што ќе треба да ги обслужуваат и да работат во тие хидроцентрали. Ние како општина, оние средства кои што ќе ги добиваме од концесиите, ќе работиме за да ги подобриме условите во населените места на нашите граѓани. Во Македонија досега изградени се 24 мали хидроцентрали, во фаза на градба се 20. По последниот, 6 поред тендер, одобрена изградба на уште 19. Според познавачите на состојбата, Македонија има воден потенцијал за изградба на уште 400 мали хидроцентрали. Се надеваме дека и другата година исто така ќе бидат доделени најмалку исто како и сега можност за градење на хидроцентрали, така да целокупниот воден ресурс кој што го има општина Чашка, а го има во изобилство, ќе биде искористен. Изградбата на мали хидроцентрали ќе го зголеми процентот на искористување на обновливите извори на енергија, ќе го намали увозот на овој енергенс и ќе придонесе за подобрување на животната средина. Покрај можноста преку проектот за трансформација на работниот однос до работно место на неопределено време може да се стигне и со само вработување. Агенцијата за вработување во континуитет работи на промоција на проектите преку кои сите невработени лица кои имаат идеја за бизнис може да добијат државни пари за отпочнување на истиот. Статистиката покажува да отпочнатите мали бизниси со средства од државата дури 73% се успешни. Многу го реши да твој собствен бизнис. Најлесно му даваме и најбрзо, пошто го имаме секој месец, е кредитирање за самовработување, каде што покрај што ќе добие финансиски средства за... Колку би можел да добие, да рече? Па, бидејќи 35 години, значи може да добие 5000 евра како носител на проект, доколку се работи за производство, односно за иновативен бизнис. Со тоа што тие пари ги добиле на 5 години, од кои првата година е грес период и 4 години за враќање на тој кредит, со тоа што каматата е фиксна од 1% на годишно ниво. Воедно, по добивањето на овие средства, тој може да добие ослободување од придонеси во трајање од 5 години, со тоа што 5 години ќе биде ослободен од плаќање на придонеси од социјално, здравствено и придонес за вработување, и доколку е најмалку една година на евиденција, претходно нема формирано компанија, ќе добие ослободување 3 години од персонален данок. Така да тој е еден пакет кој што ние им го даваме на секој нешто сака да се само вработи. Или пак доколку компанијата сака да вработи вакво лице, и даме сличен пакет со тоа што компанијата може да добие 3000 евра кредит за тоа лице или 4 ако е по 29 и да добие ослободување до 3 години ако е до 35 години, односно до 5 години ако е над 35 години ослободување од придонеси. Македонија е меѓу најдобрите 30 економии во светот според најновата анализа на Фич. Кредитната агенција во својот извештај го нотира и намалувањето на невработеноста за 10%. Многу параметри говорат дека во Македонија условите за водење на бизнис се позитивни. Потврдувањето на ББ плюс кредит рейтингот е потврда за растот на бруто домашниот производ и општествениот развој на земјата.
Фич во својата анализа Македонија ја бројува меѓу најдобрите 30 економии во светот за водење на бизнис според ранглистата на Doing Business. Кредитната агенција во својот извештај го нотира и намалувањето на невработеноста за 10%, односно од 37% во 2005 година на сегашните 27%. Ако новие податоци се додадат поволностите кои од овој месец веќе ги чувствуваат компаниите, а се однесуваат на намалувањето на казните, тогаш реални се очекувањата и во наредниот период. Македонија да биде земја со стабилен кредитен рейтинг, намален број на невработени, зголемен интерес за странски инвестиции за доволни работодавачи. Купно околу 106 закони ќе бидат усвоени во наредните, се надевам, неколку недели, со што ги сапуваме речиси сите материјални закони поврзани со намалување на казните. Како што кажавме, казните ќе бидат намалени за неколку пати. За помалите фирми казните ќе бидат намалени за 6 до 8 пати, за средните фирми за 2 до 4 пати, а ќе има намалување на казните и кај големите фирми. Се воведува и системот со кој што ќе има во многу од случаите ќе има можност за опомена доколку претходно некој не бил казнуван, некоја фирма не била казнувана, а и се најде одреден прекршок. Исто така, висината на казната ќе се регулира според бројот на вработени во фирмата и според економската мок на фирмата, односно приходите на фирмата. Градежништвото е понатаму една од водечките гранки по бројот на вработувањата. Само во изградбата на 3 автопати ангажирани се 220 работници. Познавачите велат, ако се има во предвид дека скоро во секоја индустријска зона се гради производствен капацитет, тогаш реалната бројка на работно ангажирани лица во градежништвото е многу поголема. Следните избори кои што се закажани за на 24 април наредната година, според ВМРО ДПМН би можеле да се спроведат по принципот на мнозински изборен модел. Македонија и сега го користи мнозинскиот изборен модел, особено за избор на градоначалници. Овој модел им оди во прилог и на диаспората, смета премиерот Никола Груевски, кој денеска беше во посета на општина Студеничани. Груевскиот Студеничани предложи политичката партија која ќе победи на идните избори да добие плюс 17 пратеници, со цел стабилност на владата и можност за сигурна реализација на ветените проекти. Разговорите околу изборниот модел течат. Како што знаете, јас и јавно тоа го направив, понудив до Социјалдемократскиот сојуз да, ако се размислува, ако, например, смета дека овој модел не е најдобар и дека може да се размисли за нов модел за изборите, нашиот предлог е да одиме на мнозински модел. Го има во многу држави, успешно функционира во многу држави, така што ние го имавме во нашата земја и го имаме и сега, например, при избор на градоначалници. Градоначалници се бираат по мнозински систем. Исто и диаспората се гласа по мнозински систем. Така што имаме искуство за тоа, сме имали во минатото искуство. Нашиот предлог е да се оди на мнозински систем, затоа што до израз во голема мера доаѓа и личноста која што граѓаните ја гласаат за пратеник. Уште една понуда би дал денеска, а тоа е да воведеме систем, го има во некои држави, победничката партија да добие, да речеме, плюс 17 пратеници, за да има стабилност на владата која што ќе работи. Значи, која и да е победничка? Еве, СДСМ тврда дека тие ќе бидат победници на следните избори. Горе, тоа е нивно право да го тврдат тоа. Ако веруваат на вистина дека тие ќе бидат победници, еве, ние им нудиме да изгласаме закон со кој што победничката партија, кој ќе завршат изборите, добива плюс 17 пратеници и со тоа се формира стабилна влада и нема изговор по тоа зошто не се реализирале некои проекти. Значи, таа стабилна влада ќе обезбеди 4 годишен мандат. Таа стабилна влада ќе обезбеди да нема можности од уцени од некои помали партии или слично. Значи, ќе имаат сериозно мнозинство, ќе имаат стабилност, државата ќе има стабилност и таа влада би можела да функционира целосно фокусирана на проблемите на граѓаните. Тоа се наши два предлози во однос на изборниот модел. Значи, едното е да се оди кон мнозински изборен модел и второто, победничката партија да добие плюс 17 пратеници за обезбедување на стабилност на владата. Се реконструираат улиците од најстарото градско подрачје во Свети Николе. Ќе се поставува нова водоводна мрежа и атмосферска канализација. Дополнително ќе се менува и 5000 метри квадратен асфалт. Предвидена е изградба на паркинг за тешки товарни возила. За предвидените инфраструктурни обнови локалната самоуправа ќе обезбеди околу 30 милиони денари.
Општина Свети Николе со интензивни градежни активности се реконструираат 3 улици од најстарото градско подрачје. Жителите на улица број 1 Цветан Димов и Рахилка Гонева имаат проблеми со застарената водоводна мрежа и атмосферска канализација. Веќе до крајот на ноември се очекува овие улици да добијат комплетно нов лик. За оваа инвестиција општината ќе издвои 17,9 милиони денари. Градежната фирма која што изведува овде ќе врши комплетно замена на тампонот и ставање нов асфалт слој. Меѓутоа пред тоа кога ќе ги изведе овие работи, кои што ги работи, јавното комунално предпријатие во договор со нас, значи обезбедивме цевки, ќе вршат замена на старата и дотраена водоводна азбестна мрежа со нова, со нови приклучоци и на тој начин всушност ние ќе направиме олеснување во тоа и нема да имаме интервенции како претходно, а воедно сакам да кажам дека кога ова ќе имаме и дренажен атмосферски канал. Веднаш по комплетирање на потребната документација ќе започне реконструкција и на двете најголеми сообраќајници Младинска и Крстем Исирков. Истовремено се спроведува и проектот за изградба на паркинг за товарни возила. По завршувањето на градежните активности, кои што многу набрзо ќе почнат, сите тешки товарни возила, сите автобуси ќе бидат паркирани на паркинг за тешки товарни возила. Оној кој што нема паркинг, кој што има паркинг, ќе се го паркира на собствениот паркинг. Дополнителни градежни активности се предвидени и во централното градско подрачје. Во централното градско подрачје ќе одиме со промена на и ставање на фекална канализација на 2-3 ударни места да се го зголемиме профилот, за да растеретиме мрежата. Па ќе одиме со ставање на преливници за атмосферска канализација, што е многу значено. Откако тоа ќе го направиме, а денови планираме со тие активности, ќе одиме со некои 5000 метри квадратни замена на комплетно нов асфалтен слој. Интензивните инфраструктурни промени општината вкупно ќе чинат околу 30 милиони денари. Средствата се обезбедени од Министерството за финансии преку поволна кредитна линија од Светска банка. Заврши вториот пливачки маратон на езеро Младост. Сите пливачи успешно стигнаа до целта. Колешката Елица Радевска ги има деталите. Вториот велешки маратон успешно финишираше. Околу 50 на пливачи успеа да стигнат до целта во двата дела од маратонот. Во куп надпреварувањето во далечинско пливање, Александар Илиевски и Евита Настева ја испливаа недолгата патека или 10 километри. И двајцата надпреварувачи задоволни од својот настап, рекоа дека ова за нив представува подготвителен дел за достигнување следни успеси. Ова беше една соло трка за мене, односно тренинг за пред следната недела пливам големиот Охридски маратон. Многу сум среќна што по втор пат го припливав велешкиот маратон. Организацијата беше одлична, водата беше топла. Патеката од 5 километри. Прв ја исплива Никола Василевски во машка и Марта Челиковска во женска конкуренција. Патеката според нив била одлична, водата прекрасна, што дополнително им помогна да се искачат на пиедесталот. Добра беше водата, задоволна сум. Чувството е супер секако и не сум баш задоволен, бидејќи сепак не ги постигнав оние најдобри резултати што можам да ги постигнам, бидејќи се уште сум во припремен период, ќе патувам во Италија во Пескара, следнава недела сега во четвртак. Матеј Стефановски во машка и Мија Крстевска во женска конкуренција први пристигнаа на целта по испливаните 2,5 километри. И за прв пат мислам дека многу сум радосна што добив прво место. Задоволен сум со оглед на тоа дека ми е прв маратон, дека прв пат пливам. Чувството е одлично да се биде прв. И рекреативците задоволни од своето пливање со пофални зборови говореа за оваа манифестација која полека но сигурно станува традиција на Велес. Многу сум задоволна од денешниот маратон. Организацијата беше предобра, водата беше добра и се беше супер. Ова патека од 2500 метри, одложена 2500 метри, испливав без никаков проблем. Иначе можам да кажам дека пливањето е еден од моите омилени спортови. Го практикувам во текот на летото, значи кога имам можности во летниот период. Сакам да поздравам оваа иницијатива на одржување на вакви манифестации и секако и наредната година повторно би се пријавил на овој убав настан. За безбедноста на пливачите се погрижи службата за безбедност на вода при општинската организација на Црвениот крст од Велес. Можам да констатирам дека годинава сме и во тој дел малце поорганизирани. Имаме повеќе спасители. Бројката е негде околу 30 на спасители.
повеќе кајаци, каде што на пливачите ги следат кајаците. Вториот велешки маратон на езерото Младост го отворија директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски и градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Агенцијата за млади и спорт секоја година се обидува максимално да го поддржи, бидејќи самиот овој настан има две димензии. Првата е спортската димензија, која што овозможува младите и талентирани спортисти во делот на водените спортови, особено во пливањето, практично се стимулираат да продолжат понатаму и професионално да спортуваат и на кратки, меѓутоа и на долги стази. И исто така спортската димензија се огледува во фактот што практично овој далечински куп во оваа предолимписка година обезбедува и норма за настап на Олимписките игри на 10.000 метри. Оваа година може да видите дека и присуството, бројност на пливачите, како и на рекреативните, така и на професионалните пливачи е поголема отколку минатата година. Тоа значи дека побудуваме интерес. Тоа значи дека оноа што никој не го веруваше претходно дека може нешто наше езеро такво да се одржи, ги побивме скептиците. По трети пат годинава се одржува куп во далечинско пливање. Истиот наскоро ќе се одржи и во Дојрани Кавадарци, непосредно по завршувањето на Охридскиот маратон, кој е закажан за 29 август. По поплавите во Тетовскиот регион водата во Джепчиште е исправна, известуваат од Министерството за здравство. Министерот Чавков изјави дека Македонија им помага на мигрантите. Македонските власти контролирано пропуштаат дел од мигрантите во согласно со можностите на државата за нивен хуман третман, а приоритет имаат ранливите групи, жените, децата и старите лица. Ова вчера вечер при посетата на Гевгелија го соопшти министерот Митко Чавков. Првиот човек на полицијата потенцираше дека кордонот на полицајци на граничната линија е поставен со цел на поорганизиран и редуциран начин да се пропуштаат мигрантите до местата за регистрација и јавен превоз. Министерот Чавков укажа на фактот дека Македонија делува самостојно, без никакво содейство од било која држава од Европската Унија, а најмалку од страната на Грција. Тој апелира до грчките полициски структури да преземат соодветни мерки и чекори, да го редуцираат трансферот на мигранти. Од жителите на Гевгелија министерот на МВР бара да бидат смирени, уверувајќи дека со правилна реакција ќе се амортизираат проблемите кои се последица на енормно зголемениот број на мигранти на граничната линија. Околу 4000 бегалци влегоа на српската територија откако вчера вечер беа пренесени од македонско-грчката граница на граничниот премин Табановце. Утрово е расчистен теренот на дивиот премин кај селото Идомени, а беа поставени шатори каде во иднина ќе може да се регистрираат мигрантите. Македонија ќе има хуман пристап кон проблемот во координација со грчката страна за справување со напливот на мигрантите. Тим од Универзитетската клиника за радиологија првпат во Македонија изврши 6 интервенции со примена на нова метода. Станува збор за ендоваскуларната метода со пункција на артерија со катетар без отварање на черепот, кај која првпат се применети пренасочувачи на проток. Интервенциите се изведени под надзор на неврохирург од Клинички центар Љубљана, а во соработка со Клиниката за неврохирургија и Карил. Тимот радиолози од Клиниката за радиологија за изведување вакви интервенции биле на едукација во Соединетите Американски држави, каде пред 2 години првпат е применета истата. Се изврши интервенции со пласирање на пренасочувачи на проток, или така наречени flow divertери, кои служат за ремоделирање на артериите и пренасочување на крвниот притисок. Станува збор за ендоваскуларна метода со пункција на артерија со катетер без отварање на черепот, кај која за првпат се применети пренасочувачи на проток. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска посредба со директорката на Клиниката за радиологија Надица Митревска, но и со тимот радиолози кои што ги изведоа интервенциите, истакнаа дека досега сите пациенти кои што биле лекувани со оваа метода се во добра здравствена состојба, а 4 од нив веќе се пуштени на домашно лекување. Во подрачјата на Тетовскиот регион кои беа зафатени со поплавите во населеното место Джепчиште по извршеното чистење и дезинфекција на резервоарот, добиени се резултати дека водата одговара на прописите за безбедност на вода, односно е исправна за пиење.
со задолжително продолжување на континуираните мерки за одржување на ова ниво на безбедност и воведување континуирана дезинфекција и хлорирање, соопштуваат од Министерството за здравство. Министерството за здравство потсетува на препораките за заштита на здравјето на населението, односно се препорачува користење пакувана, превриена или дезинфицирана вода за пиење, за миење на заби, миење и подготовка на сурова храна, како и за миење на садовите, а се препорачува и миење на раци со сапун. Од Министерството додаваат дека не треба да се користи храна која била во допир со вода од поплавите и дека не треба да се јаде храна која била во фрижидер или замрзнувач, ако струјата е исклучена. Идентификуван на баѓачот од брзиот воз во Франција, на 30 полицајци повредени на протестите против азилантите во Германија. Вестите од светот, избор на колешката Сања Левкова-Ангелова. Вооружениот маж, што беше совладан во петокот во брзиот воз Талис во Франција, е идентификуван како 25 годишен мароканец Ајуп Елказани. Се верува дека тој е поврзан со радикално-исламистичкото движење, соопшти францускиот министер за внатрешни работи Бернар Казнев. Елказани вчера е испитан од страна на француската полиција за борба против тероризмот. Анализата потврдила дека нема сомнежи дека тој е истиот човек што бил регистриран од службите во февруари 2014 година. Француските власти потврдија дека тој живел во јужниот шпански град Алхесирас. Напаѓачот од возот на релација Амстердам-Парис се пренесен вчера утро во полициска станица надвор од Парис, каде полицијата може да го држи до 96 часа. Со цел да се намали бранот азиланти, министерот за надворешни работи на Австрија Себастијан Курц побара подобра заштита на надворешните граници на ЕУ. Според него бегалците треба да бидат заштитени и изгрижени во близина на нивната татковина. Мора да се воспостават прифатни центри за бегалците што бегаат од теророт, изјави Курц. Тој исто така истакна дека е неопходно бегалците барањата за азил да ги постават во тие прифатни центри во земјите од кои доаѓаат или во соседните држави. Мажите се борат со шверц кон Европа, а послабите жени и деца остануваат, предупреди Курц. Австрискиот министер меѓу другото се заложи и за одредување квоти за распределба на бегалците во ЕУ. Германската канцеларка Ангела Меркел неодамна презема чекори за подобра распределба, изјави австрискиот министер за надворешни работи. Курц предлогот го упатил и до високиот представник на ЕУ за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини пред конференцијата за Западен Балкан, што на 27 август ќе се одржи во Виена. Над 30 германски полицајци се повредени во синоќешните протести во Хајденау, во судири за време на десничарски протест против азилантите, јавуваат германските медиуми. Десничарско-екстремистичката Национал-демократска партија повика на протест на кој според германските медиуми имало голем број пиени десничари што фрлале со шишење и камење врз полицијата. Во судирот полицијата употреби солзавец и спреј за справување со групата демонстранти, при што се уапсени поголем дел од учесниците на протестот. Надлежните служби во Саксонија прават напори за време на викендот одреден број имигранти да сместат во напуштена хала во Хајденау, поради што може да се очекуваат нови судири со десничарите и противниците на бегалската политика на земјата. Германија моментално се соочува со голем број бегалци, а сојузната влада пред неколку дена објави дека се очекува бројка од дури 800.000 лица да побара азил во земјата до крајот на годината. Кошаркарската репрезентација на Македонија убедливо загуби во првиот надпревар против Шпанија. Новата сезона во македонскиот ракомет ќе започне на 19 септември. Домашен спорт.
Во првиот од двата предвидени меча на кошаркарската репрезентација на Македонија против селекцијата на Шпанија како дел од подготовките за престојното европско првенство кое започнува на 5 септември, бевме убедливо поразени со резултат 94-63. Шпанците уште на самиот старт на надпреварот направија голема предност за потоа само да ја одржуваат или зголемуваат. На полувреме резултатот беше 52-26. Нашите кошаркари само третата четвртина ја одиграа на ниво која ја добија со 22-17. Најефикасни играчи во нашиот табор беа Хендрик со 12, Трајковски со 11 и Самарџички со 10 поени. Следниот надпревар меѓу овие две репрезентации се игра на 25 август во Логроњу. Новата сезона во ракомет, машката ВИП Суперлига ќе започне на 19 септември. Во неа ќе се надпреваруваат 10 тимови кои ќе се борат за пласма во плейоф разигрувањето. Свој деби во оваа лига ќе има тимот на Вардар Јуниор, а првата екипа на Вардар и Макс Струмица, поранешен Зомимак, ќе бидат ослободени до регуларниот дел на сезоната поради настапите во регионалната Сеха лига и ќе се приклучат во разигрувањето за титулата во плейофот. Повратникот во Суперлигата, екипата на борецот Велес, првенството ќе го започне на домашен терен против вториот тим на Металург. Тие во новата сезона влегуваат посилни за новите играчи Дарко Јанев и Горјан Анастасовски. Анастасовски е поранешен репрезентативец на Македонија кој има одиграно околу 20 надпревари во црвено-жолтиот дрес и настапува на левата крилна позиција, додека Јанев настапува на позиција кружен напајач. Кикбокс надпреварувачот велешанецот Дејан Стефановски славеше во Сплит во надпреварот Six Fight Night 2. Во категоријата до 77 килограми тој го совлада српскиот надпреварувач Никола Карабува. Стефановски овој триумф му го посвети на својот идол Марко Перак. Ова за него е втора победа во серија. На надпреварите во Сплит покрај него учествуваат и Александар Ристовски и Дарко Рунчев, членови на клубовите Будо од Велес и Самурајот Штип. Болт го одбрани златниот медал на трката од 100 метри, Хамилтон со победа во Белгија, меѓународен спорт. Најбрзиот човек на планетата Јусеин Болт го одбрани златниот медал во дисциплината на 100 метри на светското првенство во Пекинг. Тој со време од 9 секунди и 79 стотинки беше за стотинка поврз од Џастин Гетлин. Третото место го дела двајца спринтери, американецот Трейвон Бромел и канаѓајецот Андре де Грасе, кои истрчаа патеката за време од 9 секунди и 92 стотинки. За разлика од Гетлин, кој во изминатиот период беше најбрз, Болт пред шампионатот во Кина се наоѓаше во слаба форма, но кога беше најпотребно истрча најбрзо на патеката. Ова е 9-ти златен медал за Болт на светските првенства. Актуелниот шампион во Формула 1 и лидер на првенството Луис Хамилтон победи на трката во Белгија. Тој стартуваше од пол позицијата и во ниту еден момент не ја доведе во прашање неговата шеста победа во сезоната. И покрај слабиот старт на Росберг, сепак тој успеа да стигне до втората позиција на крајот од трката. Друштво на пиедесталот на возачите од Мерцедес им правеше французинот од Лотус Роман Грожан, кој во последниот круг од трката го превзема ова место откако Себастијан Фетел ризикуваше да остане на патеката со само еден питстоп и се соочи со експлозија на едниот пневматик, па на крајот остана и без пласман. На табелата во генералниот пласман кај пилотите сега Хамилтон има 227 поени, 28 повеќе од Нико Росберг. Сончево време со повремени облачни периоди имавме денес. Еве деталната временска прогноза за општините од Вардарскиот регион.
Благодарам на вниманието, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма.